Посетата на Охрид и учеството на првиот преспа форум за диалог на специјалниот представник на САД за Балканот Метју Палмер и помошникот државен секретар за Европа и Евроазија Филип Рикер само по себе е јасен сигнал за поддршката кој оваа администрација на САД ја има кон Северна Македонија и Западен Балкан, велат аналитичари. Според нив пораката која се очекува да биде испратена од Охрид е потребата за целосна имплементација на Преспанскиот договор. Она за кое што очекувам да зборува амбасадорот Ригер е токму важноста на договорот од Преспа, не само за регионот и за неговата стабилизација или пак за надминувањето на спорот помеѓу двете држави, Северна Македонија и Грција, туку и за важноста на договорот од Преспа за националната безбедност на САД. Стојковски ова го поврзува и со неодамнешната извршна наредба на председателот Бајден, кој меѓу другото посочи дека сите оние кои работат против имплементација на Преспанскиот договор ќе се сметаат како непријатели на САД. Имплементацијата на договорот во неговата целост не зависи само од двете држави, од Грција и од Северна Македонија, туку ќе зависи и од процесот на пристапување на Северна Македонија во Европската Унија и од преговорите, односно хармонизацијата со европското законодавство. Посветеноста на САД во гледањето во имплементацијата на договорот ја гледам и преку инволвмент, односно соработка на САД со ЕУ, институциите од ЕУ и со 27 држави членки. Поранешниот амбасадор во Грција Љупчо Арсовски очекува силни пораки за сите на Балканот. Очекува македонските власти да добијат и конкретни насоки и совети во однос на надминување на прашањето со Бугарија. Мислам дека ќе имаат одредени и конкретни сугестии како претпоставувам и во разговорите со нашиот државен врв и во високите кругови на Стейт Департментот, каде што се анализираат состојбите во светот и посебно во Европа и на Балканот и во Македонија, дека сепак се работи за една сериозна уцена и сериозно вмешување во историските факти и настани. Арсовски е оптимист дека наскоро ќе има поместување и во овој правец. Мислам дека ќе има одредени поместувања после конференцијата во Охрид. Преспа форумот за диалог, кој освен во Охрид ќе се одржува и во Тешево, најавено е присуство на сегашни и поранешни европски дипломати, како и лидери од земјите од регионот. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски.